Солзи, болка и неверување. Колегите од Драмскиот театар се простијат својата драга колешка Билјана Беличанец Алексич. На комеморација во чест на предвреме починатата актерка беа иметувани и сечоци од нејзините најдобри театарски роли, како и најдобро одиграни улоги. Нејзините колеги на комеморацијата порачаа дека таа секогаш ќе остане присутна, како еден од заглавените духови во ходниците, но и на даските што живот значат. Биле моја, кога дојде прилеп во Драмски театар, јас те пречекав на оваа сцена. Игравме заедно во Заводникот за падниот свет. Бевме партнери главни кај нашиот коле. И еве биле, јас ти испраќам сега од оваа сцена прв. Не е фер, затоа што требаше уште многу да работиме. И јас и ти, и твојата весела дружина. Од секогаш сум велел дека овој театар има духови, кои не гледаат во секој момент додека сме на сцената. Тие ни ја даваат енергијата кога ни е најпотребно. Тие лебдат тука некаде и не туркаат да продолжиме кога ни е најтешко. Аурата на Драмски, за жал, се збогати со уште еден суптилен, нежен и преубав дух кој ќе биде присутен за идните генерации. Духа е духот на татко Мистео, на Ненад, на Ацо, Нада, Бранко, Крум, Ванчо, Снежана, Дади, Горан. Овде се некаде и сега го слават твоето доаѓање во бесмртните. Свадбата на Фигаро. Тетовирани души, демонот од Дебар Малогреф или Шприцер се само дел од представите каде постепено се градеше актерскиот лик на Беличанец. Многу често се случуваше улогите кои ги толкуваше да и станат нејзина реалност. Беличанец беше и ќе остане личност, која блескаше со уникатност, живот и убавина, но кршливоста беше дел од нејзиниот карактер. Си замина оставајќи многу улоги недоиграни, како и многу зборови недокажани.